Што значи домашното компостирање во земја каде системот не селектира ништо? Колку едно домаќинство навистина може да направи разлика? Нашата соговорничка Милијана Богдановска од Екосвест директно работи со млади и деца, преку практични алатки им покажува дека и отпадната пластика може да добие нов живот. Дали младите се подготвени за одржлива иднина, повеќе од нас возрастните, како се рушат митовите за биоотпадот и што недостига за од едукативни проекти да преминеме кон вистински долгорочни навики за рециклирање? Ова се дел од прашањата на кои што бараме одговор. Милијана, добро утро и добре ни дојде. Кажа дека после испит на факултет денес имала најголема трема во студиото. Се надевам дека веќе е друго. Не сме толку страшни. Велат луѓето имаат најмногу страф од стоматолози и камери. Се согласуваш со тоа? Делумно. Во услови кога државата се уште нема воспоставено функционален систем за селектирање на отпад, што значи за едно домаќинство да превземе одговорност преку компостирање? Колку тоа навистина може да направи разлика? Па, со оглед, најпрво ќе почнам со тоа дека со оглед на денешнава ситуација со животната средина и природата, мислам дека секој мал чекор што представува некоја одржлива практика секако прави разлика за во иднина. Тука зборуваме за компостирање, зборуваме за дел или компонента од отпадот што припаѓа од 30 до 40% во целокупниот отпад, а преку компостирањето, доколку секој граѓанин ја види важноста на компостирањето, може да се отстрани таа бројка од 30 до 40% од отпадот, односно биоотпадот, и истиот да се врати во мајката природа, односно изворот од каде што истиот потекнува. Кога зборуваме за одговорност на домаќинствата, денес ја сметам и за мене одговорноста во денешно време е некако степен на приоритизирање на работите или на проблемите. Одговорна да ќе бидам толку колку што го разбирам проблемот, така што станува да продолжиме со едукација. Така. Што точно подразбира домашно компостирање и кои се најчестите заблуди кај луѓето кога станува збор за третман на биоотпадот? Компостирањето е најстар и најприроден начин на разградување на биоотпадот, преку кој се добива хумус, компост, што е хранлив материјал за почвата и земјата. Мене честопати ми е смешно зашто сега ние се едуцираме за компостирање и така натаму, кога сме држава која во минатото, нашите баби и дедовци тоа неминовно го правеле, им било пракса. Но сега би рекла дека повеќе се потсетуваме што сме заборавиле, за да ги намалиме последиците кои што ги живееме. Заблудата која се јавува кај младите, особено работам со млади, кога зборуваме за домашно компостирање, дека при процесот на компостирање дома ќе се појават, односно постојано се појавуваат непријатни мириси, дека ни треба многу опрема за домашното компостирање, што е всушност противно. Работите споменавме директно со деца и млади. Каква е нивната реакција кога првпат ќе се запознаат со поимите биоотпад, компост и одржливост и дали тие се повеќе подготвени за промените кои што доаѓаат од возрастните или останува она дека сепак младите учат од повозрастните? Или може да се менуваат навиките? Така. Можам да кажам дека поголемиот, самојата работа се однесува на работа со млади, така што можам да кажам за младите. Младите, како јас сум навистина изненадена колку и знаат што е одржливо, веќе практикуваат некои одржливи практики, како купување во секонд хенд, не се срамат од тоа, возат велосипеди, користат повеќе кратна пластика, си носат шишиња за вода, не купуваат вода во пластични шишиња и така натаму. Така што можам да кажам дека се освестени. Сега дали тоа од трендот на социјалните мрежи, знаеме дека тоа се шири денес. Во однос на компостирањето можам да кажам дека повеќето природно им доаѓа, кога ќе кажам биоотпад, дека тој припаѓа на природата, но самиот процес не го знаат и навистина кога ќе ги направиме тие работилници за домашно компостирање, се спремни да почнат уште од денес. Покрај компостирањето работите на иновативни начини за реупотреба на пластиката, како например со 3D принтери, така? Како реагираат учениците кога ќе видат дека од отпадната пластика може да се создаде нешто ново и корисно? Дали им е интересно тоа како цел процес? Така, среќни сме што нашите колеги во Вевчани работат постојано со млади. Тој регион е
опфатен постојано со работилници за млади, освестување за животната средина. 3D принтерите, екструдерите беа пример и ако до тогаш младите, односно децата во училиштата селектира пет шишиња, пластични шишиња и ги гледаа само во контейнерите, со 3D принтерите видоа како практички може да се искористи пластиката, создадоа модели кои им служеа за во едукативниот процес, така што на некој начин преку тие работилници практични се влева доверба кај и мотивација кај младите да продолжат со селектирање и одвојување. Така, колку ваквите практични алатки се само едукативен чекор, а колку можат да станат дел од едно поголемо решение за справување со пластичниот отпад? Видете, овие сите ние што ги правиме работилници се припаѓаат на само една група млади, припаѓаат само на сектор, да кажам, образование. За некои подолгорочни решенија и решенија кои ќе водат до здрава животна средина, сметам, односно сигурна сум дека треба да се опфатат сите сектори. Сите сектори треба на некој начин да превземат чекори кои водат кон циркуларна економија, одржливо живење, затоа што секако тоа ни е иднината. Така. И што е она што недостига за да можеме како општество да преминеме од едукативни проекти во вистински долгорочни навики за рециклирање? Не дека не се менуваат навиките, да не бидеме сега и толку негативни или песимисти, некогаш не ни знаевме што значи зборот рециклирање. Мислам дека во начин на тоа дека него не употребувавме. Така. Значи некако се менуваме, ама полека. Како да ја убрзаме работата? Се менуваме полека. Мислам дека сите го знаеме инстант решението, да кажам. Политичката волја е она која игра најголема улога во сите промени од една страна, а од друга страна воведување на казни, но паралелно со некакви мотивации, како во вид на награди можеби на луѓето, да се мотивираат да селектираат и одвојуваат отпад, но и како би нагласила дека тие едукативни работилници се реални, се вистински и во моментов представуваат некоја основа и даваат превенција за кога државата ќе воспостави некој подобар и поефикасен систем на управување со отпадот, да ги навикне пред да се воспостави тој систем, луѓето да селектираат и рециклираат. Посакувам успех во работата со млади, верувам дека создаваме една генерација полна со поинакви размислувања од повозрасните, полна со емпатија. Кога ќе споменам емпатија, и таа е потребна, бидејќи само со емпатија можеме да размислуваме за грижа кон животната средина и тоа што не обкружува. Мислам дека ако само така некако ги прифатиме работите. Се согласувам и можам да додадам дека за мене, како млад човек во 21 век, и во ова општество сметам дека менталното здравје е многу битно, затоа што и благосостојбата, затоа што ако јас не сум способна да исчистам дома во мојот дом, како ќе бидам способна и како ќе имам мотивација да исчистам јавниот простор. Или не мора да го исчистам, да се грижам, да не фрлам на јавниот простор, не мора ништо да правам. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Секако ова се неисцрпни теми за дискусија, ќе ги следиме вашите активности, па се што ќе има ново, тука сме и да го покриеме. Благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш.